Niko ne može da se pravi дека ништо не се случи во Република Српска. Работите се случија и ова ќе има сериозни политички последици, значи и по вкупната геополитичка структура на Босна и Херцеговина како држава пред се. Меѓутоа, морам да кажам дека Дејтонската спогодба, колку год таа да е, да речеме, во многу сегменти после 20 години и надмината, да речеме, и надживеана, мислам дека меѓународната заедница во овој момент нема подобро решение од Дејтон. Од друга страна, да не заборавиме, Дејтон беше точка на едни крвави настани, една крвава војна во Босна и Херцеговина. За Дејтон стојат сите релевантни светски фактори, пред се Соединените Американски држави и Русија. На договорот од Дејтон подпис ставија и представници на сите три ентитета. Така да, сакам да кажам дека не може референдумското изјаснување да се поистоветува, например, со едно референдумско изјаснување во една слободна и бенигна Велика Британија и во една Босна и Херцеговина која беше поприште на исклучително крвави настани. Така да мислам дека задирање во спогодбите на Дејтонската спогодба, одредбите на Дејтонската спогодба не е можно без интервенција и без пристанок на големите сили.